СК15! Почитувани гледачи, добар ден или најточно добро вечер и добро дојдовте во нашата дебатна емисија Локална самоуправа шоу. Како што знаете, во последниве неколку месеци многу е актуелно во државата поделбата на општини, има многу дебати, има многу размислување, многу предлози и ние денеска токму ја одбравме таа тема да биде доминантна во нашата емисија. На прикажано тука се гледа на мапата на градот Скопје, се гледа една целина на градот како што сега функционира, а денеска ќе расправаме за новите предлози за поделба на градот и затоа во нашето студио ги поканивме двајца доминантни представници, господинот од мојата десна страна и господинот од Карши, неговата суета. Ве молам да не би давал јас некоја посебна најава, да поминеме конкретно на вашите предлози и размислувања. Па еве, Повелете. фала. Па добро, еве, јас уште на самиот почеток би сакал да истакнам еден момент, а тоа е што лично сметам дека овој нов предлог за поделба на општините во градот Скопје е помалку нелогичен. Главно поради три причини. Пратим. И ти пратим. Прво, сметам дека стварно нема потреба. Втора главна причина е тоа што јас стварно не гледам зашто. И трета главна причина е што апсолутно тоа за мене нема никаква логика поради тоа што досегашната поделба апсолутно се функционираше како што треба и нема никаква логика да тоа све се менја. Се извинувам, меѓутоа ова што го кажувате е од ваш аспект и како што го викате, сакате да го представите дека е све во окей. Па што? Меѓутоа малку подетално ако се прегледува, ќе се види дека не е баш све во окей. Ако е све во окей, зашто ние тука разговараме на некој начин сега по-конкретно за стариот дел на Чаршија, за Стара Чаршија, не? Така да добро, тоа е да Ако е речем све во окей, ако е све во окей, зошто тој носи префикс Старата Чаршија? Па Стара Чаршија бе батка за тоа што си е стара од времето, останато автентично како што си било пред 300 години. 300 години, да. Па како е тој недомакински однос, ви се молим? А како може другиот дел да не биде стар, да биде нов дел, а ова да го оставите стар? Вие свесно го тоа оставувате на рудиментирана основа. Така бе, ама другиот дел Само да кажам нешто. Мислим, јас стварно не извините господине, вие за тие сини. Ти кјути да здоговореме, ние ќе има нешто и за тебе, кјути. Пратиме се, гледај се што ќе чека се. Само да потенцираме, значи да ви објасниме. Се работи за делот кај што е при Старата Чаршија, со тука со скалето све. Бебе, ние америчкото амбасада се тука ли ќе биде? Прашајте го господинот со кого сака да го стопанисува тој дел на општина. Они си го откупија, тоа си дадоа пари луѓето што е. Меѓутоа на некој начин има тука и кохезија, природен процес е тоа. Вие сте преговарале со нив нешто сте? Не сте преговарале, а вие сте преговарале? Што проводирате сега? Атмосферата ме молам, да не се ствара тензија ме молам, аргументирано се настапи. Гледај, сега да ви само за чек, пратиме, молим те, и ти пратиме. Еве, сега вака, ја имаме картата, така? Еве ти, само да ти покажам да видиш дека нема логика. Еве го Чаир, еве ги овие две општини, значи Чаир, Гази, Баба, така ли? Добро дека знаеме, Чаир, го знаеме, ти центарот покажи ми го. Од вас, еве го центарот, тоа се спои го општина центар, логички, целата Чаршија, значи со центар, тука се кисела вода, Карпош. Ме сваќаш, нема, еве го, сега ќе ти нацртам овде да видиш вака, ќе видиш дека нема никаква географска етика и логика помеѓу овие две општини и ова. Каде е елката? Значи, еве елката, ти што прашуваш, батка. Еве сега, батка, гледај, дали има било каква логика? Гледаш дека природно, овие две општини си се заедно, ова е тотално, еве ти, гледаш дека е одсечена, значи, одсечен дел, географски нема никаква логика и дај, молим те, објасни ми баш да видам на што ќе личи ова. Баш да ви објаснам зашто ви гледам дека никаква визија немате вие, немате некакво разбирање. Видете, тоа ќе биде една општина, неверојатна, тоа ќе биде една сосема природна целина. Тоа ќе биде со сосема мал захват, сосема мал захват вака и тоа ќе биде една општина со неверојатен потенцијал. Ова што е малце како подсечено е због Вардар, иначе тоа све си има една таква целина и потенцијал да суишне се сите зборови. Тоа беше емисијата
локална самоуправа шоу. Повеќе среќа во наредната поделба. Најверојатно. K15!